Здраво живо поздрав од ресторан Ексклузив, емисија број 223 за Куманово. Продолжуваме со серијал на емисија за наш град, каде што наши граѓани сведочи за едно убаво време кое е било у прошлост. Свак на свој начин го опишува и надам се дека и денеска ќе го задржиме вашу пажњу с нового интересантного соговорника кој потекнува од старо градско кумановско фамилија. А и на почеток обичајно да ги поздравиме наши пријатели од туристичка организација Златибор. Навистина, па ќе кажу, Златибор е едно прекрасно место за одмор и препорачува на свакога да отиде и да се одмори. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica. Ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Денеска наши ваш гост е Горан Кузмановски, или Кумановци го знае као Голинац. Горане, фала што дојде во емисија за Куманово и надам се дека ќе задржиме пажњу с ваши излагања, дека имаме и настал пуно фотографија. Пуно има. Голинска фамилија многу позната. А има још дома, али... Ми кога се договараме за емисија, направиме селекција, одабир на квалитетни фотографии. Основни оние работи. Голинска фамилија е многу голема у Куманово, позната е во наш град и... Не само Голинска, али и од која татка ми е исто јака фамилија, да. Али еве на почеток и вас ке прашај, кој си што ги прашува, куде сте ви тачно родени у кој дел на Куманово? Јас сум роден 1.10.61 година. Тоа е пред Бедински мост. Значи улица 11 ноември, број 59. Како е Црквиче ли тој доаѓа? Не, Црквиче е горе у Бедиње. Ово е пред Бедински мост. Да, ово е моментално Сельман туризам каде има дуќан. Ми сме одма карши njega. Оно Сельман е сек моментално, иначе не е имало ништо од тега од njega. Туј сме ми родени, има и пуно такои луѓи што се познати у град, комшија мои што се биле су, сакам да кажу, пошто више сме веćinom одселени сме од туе, али туј сме родени. Да. Може да почне од куде мост како почиња, Душко пожарникар ги имаше еден, па доаѓав Спирко од Лопате, синови Бранко Джилингури у банко е работаја исто. Некне го спомнавте и дедо атлетичаров. Да. Љубе, син му уопштено работеше у катастар. Има со еднога брата у Лопате, тога не го знам. И Џамбази до njega бева, Перо Живко и позади беше Љубе, на Драгита Џамбаза и брат му Томе, покојни Џамбаз, а на Живка Цеце и Јадранка, исто моја школска другачка, Јадранка Младеновска,
од прво одделение до 8. И позади Љубе беше шофер у ДОС ми се чини, а син му Сашо Голинац. Овој Сашо Џамбас, со жена ми е бија у Агрокуманово исто колеги. А да, Сашо Џамбас. Сак изгледа, нешто има проблем, многу му изгледа, де смо се видели одамна. До Али мене пред да се вратимо, ево кој извини. Тој су биле позади мене. Да, тој се ти е прој комшија, али одека ми имаме ретко убаво работу, од твои потомци, овој пише дека е мајсторско сведочанство, Удружение за натлија у Куманово, Митровиќ. Добро, тоа е било време српско, кој 33 година, 1933. Да, 1933 Тоа е година. на татка ми татко Калеџија, каде полагаја занат. Ово е уникатен документ. Уникат е тој мајсторски испит. Сега горе пишува у кој регион е бил тој, Жеглиговски или вајда тој, оно село Пезово роден, пази. Али многу одамна, сега ја не знам ташно, пишува ли кој година е. Да, 1898. И после бие Калеџија по овие села по овој, а баба ми, негова жена е родена у Куманово, она е исто од јако фамилију Боро Парцан. Прво Бора свој брат роđен, Димчо Панчар, има сестру исто у Сурдулицу. Ова е документ од Краљевина Југославија. Па да, тако е. Да, тако е, Краљевина Срба, Хрвата и и Словенаc. овој. И тоа е било тако е. Али тој се упознаев и седеле су прво каде доше од Пезово, каде овој у Карапмалу. Татко ми е у Карапмалу роден. Да, еве фотографија од твојега. Не, тоа е дедо ми на мајко ми, а он нема многу слики од njega, ово е у Башчу слика. Добро, Тега еве дедо го ми кој е покажемо. Наце Калеџија. Наце Калеџија и баба ми Љубица. Љубица, негова жена, исто јака домачица на Бору Парцана сестра. Исто е ви одека го има на слику. Тој су у Башчу сликани, тој су негови роđаци од Скопје. Ова е у Башчу куде тачно? Башчу е до автопут. До автопут, да. Отпад Манто беше тој, а од Карши Трајан Грк работеше у банку, он има куќето и Шумско е од како го направија нов автопут тие три траке и Карпашова воденица. Сега баба ми како е кажувала, Боро Парцанката с партизани почнеоне за време комунистичко 39-то, тако е баба ми кажувала Љубица, Љуба го викасува, он е дигнае штрајк против татка. И он е био панчар, тако е, знам. И он е викал, брате, против татка си, не, малтретиране, многу работимо, малку пари ни дал, абе, размисли, вика, против татка си, вика. Не смееш против татка, лепте раните. Али после овој, со Скарпоша су биле сарадници, па кажуеше баба ми, вика, кад насаде смо, вика, создадути печенке, знаеш, големи листови, и кад појде на састанок каде Карпошу води, со Скарпош и овој, он толку е бија мал ситан и се вика скрие под овој, ја иду са бајле, вика, у Башчу, он дадо чути, вика, да не знаеш, овој, ама што работиш тој? Имамо састанок, вика, каде Карпоша, вика, да неме овој, и тако е, тоа е било Ево, овој слика од бабо ти, Тоа е баба ми Љубица, голема домачица е била, значи тој сукање, тие работе, Зелјанче, тој се. Абе, зелјан, овој качамак она да направи. Абе, тој со сукајку вртено, не, овој са жена миксер и ово, нема везе. Тој, чувале су си свињу, па тој чуварки, абе, што да ти кажу? Еве, исто е овој слика. Исто, да, тоа е сестра ми исто. Сестра ми Мимоза, со њума е сликана. Тие слики су ми Ти останали. ги добро памтиш и бабо ти, дево ти. Памту ги, али, знаеш, они, па може да се каже, не многу, али ипак, у Башту сам иша, они брго умрева, 70 години, јас сум 61, али 10 години, 11, памту. Да. Сега идемо хронолошки, као со сви што правимо. Еве, да кажемо, Да, за татка ми ќе збориме или за мајко ми? Само да кажеме, родители. Да го покажемо слику. Тоа е Стојанка Лазаревска, на дедо ми Стевана Лазаревскова Голинца. Добро. Стојанка, друга жена на дедо ми е. Од њума су мајка ми Цвета Голинка и Моме Голинац. А ово е Стеван Голинац. Ово се овие убави стари фотографии. Стари, он е бија надзорник пруге. Тој време, значи, десетар пруге, па ја завршија, имаше коде Сашо Голинца, брата ми, у подрум негово табло. Али не могавме да го најдемо, секе куќе njena срушена, тој позади монопол, мисло тај зграда, Опел салон коде е Миле Шишко, доктор тој е.
и не могамо да го најдемо табло. Имаше многу во табло каде завршиле надзорник пруги. Неколку збора за твои родители, татко и мајка. Може. Татко ти и мајка ти, прво прилику прво ќе покажемо фотографија кога се они венчале. Традиција у Куманово во тоа време 60-70 години е било да се шета низ град. Ова е 55. Да ги види луѓе. Така пројде низ цел град, народ искочи да види кој се женија. Они си играв, да. Еве го фотографија. Тоа не е татко ми тој на слику, тоа е Девер Манас Бац. Благо е на татка ми другар и смо нешто род. Мајка ми, а татко ми е бија срамеждив, вика и остави го, вика, Бац да го води по град. С музика, туе исто баба ми еве у Сватови, туе исто баба ми Цветана Димчу Опанчара, туе и сестра од Сурдулицу с неговога сина. Тоа е тако е било тега. Кажи ми некој збора за твои родители. Татко ти, мајка ти... За родители... Ево, во се они. Да. Не. Тоа е мајка ми с момета Голинца, с братево. Добро. Еве, ова кој сега? Татко ти Татко ми куде е е бија работаја? оснивач на Кирофетак. Добро. Татко ми е бија меѓу постари текстилци, ако не и најстар текстилац у Македонија, с негови другари, Кукуњавка Тошо у Кирофетак и Благе Манас. Они су тоа е ова е за Кирофетак. Мајка ви куде е работала? Мајка ми 45 години, 43 години у банко е работала. Она е 50, како ми е она кажувала, 57 годину или 56 се запосли, вика, синко тражи, вика, троица да се запосли у банку, а ми се две, вика, пријави. Значи, тие години, она имала е средњу моша пијаде у Скопје завршено економско, и дедо ми ме, овој кажува е Голинас Стеван, кога го запише у Скопје, она многу плакала. А он дека бија железничар, воз тага бесплатно се возиле, и дошли дома и каже, Стојанке, Света, вика, некако не е двоено од дома, плаче. Ако отиду сега после неделја, ако плаче, ќе си го доведу. Види, Стеване. Кад вика, ја отиде, овој вика Стеван, кажува, мајка ти, вика, весела, радосно, познала се. А, вика, добро, и заврши си школу. Банка прво е била Карчи печатницу доле. А доле е била банка? Да. Она е прво там запослена, па се пребациле у Народну банку. Па од Народну банку, каде Кристал отвори банка, ова е сега што е... Да, тај кооперативно. Туи су први службеници. Јас се сеќам како дете имаше еден динар, не знам, ти си помал горе на кров, динар, тој југословенски динар, и тега го отворива банку. Прво е работала на шалтер, па после горе у кредитна служба е била. Имам пуно анекдота за њума. Карактеристика за твојага татка ти што викаш, он е основаш на Кирофетак, али бија човек во кој дружелюби се кај се дружи. Да ти кажу право, сви текстилци су биле дружелюби. Да. Еве, ја гледам и знам по мене, пошто ја викам, гледам они како се дружили, викам, чекај, ја ќе го наставам тој традицију на фамилију, ја отиде по неговите стапки што викат македонците. Можда малку живее боемски, да кажеме, татко ти. Па боемски, сви су живееле боемски. Еве, ја негови другари што ги знам. Еве, доказ се овој се фотографија. Тој е моме Симоновски, на Тони, така што кажа татко, тој има најболи другар бија, и тетка Деса, жена му, на Тонита мајка. Они су, па да си кажу право, за мене, меѓу појаки текстилци, моме е работаја у Тетекс прво. Како ја знам, у Тетекс, па у Нитекс Ниш, и после е дошли у Кирофетак. Еве нова фотографија. Еве исто, тој су му многу добар, Борко Чума е овој. Борко Чума, на Борете Чума брат. Сега не знам, да, имаше го твоја Да, емисија. Боре гостува. Ја и таму го видев тој слику, а овој жена му Буба, акушерка е била, стара овој. Жена ми го многу го памти, пошто с два сина, од дома е дошла жена да го јави се татко ми, Бубо, одма Боре, у 4 сати ишта да го пати. Многу фини. А еве илустрација, друштво, текстилци, добри другари, нова фотографија. Видиш, тоа е... Се може да ни кажеш дека кои се на сликува? Ова го познавам, Тошо Кукуњавка. Може да си ги земеш малчере, ако сакаш. Чекај да видам. Да, Дејчо шофер е туја, само видиш он... Да, тој су од Кирофетак, вајда. Да, Дејчо, да кажеме дека Дејчо е бидел најболи гимнастичар у Куманово тоа време. Бие Андреј, фактички Андрејко му е на njega правно име. Тако, ради Дејчо, да. Да. Мене ми е бие... Андрејко му име Дејчо га викав, да. Тако, мене ми е бие инструктор, али сака му част. Еве га, татко ми е прво дека, сако овога до татко ми не га знам. Вајда е и он некој, Дејчо и тетка Вера, одеква Маринко Црногорец.
Вајде тој друштво со тога нешто биле. Ово е вајде у Кристали, не знам. Да. Да, у Кристал по брата се познава. Маринко Чоше. Да. Со жена му, мајка ми е туј, Рада, тетка Рада на Тошо Кукунјавка и тетка Вера на Дејчу. Само овој пар не го знам. Чека да го погледам малку боле, ама не може. Добро, не може. А иначе, многу е добри другари имаја у Нончека Мишо у Велес. И они се многу одружиле. Многу. Татко Еве нова фотографија. Ту е Кенич, мој шеф, главен што сам кога сум бија ја од Ора докато работеше, Дејчо, што викаш ти, он е бие шофер у Кирофетак и татко. Гимнастичар. Син Небојше и Саши. Нешто Горане, дали нека татко ти е зборувае или дали памти некои детали од други светски рат да ти кажувае? Ехо, други светски рат, Маце многу не памти, он е 32 години. Да, нешто се сеќа. Што ќе се сеќа? Они, како викав, дека бугари не ослободили, он вика не е тачно, зашто изеда Бору Парцана у Скопско Црногоро е погинање, сек дали су га бугари у те паре, дали пишуваше у борбено Куманово, дали па шиптари су га, мислу, албанци заклале. Не се знае, али ја мислам дека од бугарско чето е погинае. И сега, ја мислам дека тој ми е кажувае, и баба ми е тој нешто спомнувала, 42-го е он погинае. Малку да ти кажу, и Карпош ни е од Голинци, и он ми е такој, да, нешто род. Сега што род овој, тој постари, знам дека на Карпоша брат Благе, доваѓаш, имаше башчо овамо, нон стоп е доваѓаја куде мајко ми. Овој сега... Тој су старо друштво, тој... Да, кога знаеш може да кажеш. Само да погледам. Еве га, татко ми одека, Бац е туја, Бац. Видиш. Они се биле поголемо друштво. Големо друштво су биле. Борко Чума е туја, значи они су... овие други не може да ми текна Маце. Да. Да ти кажу право тие со кои се... Ја не го знам податак, али може ти е татко ти кажувае каде Кирофетак пуштен? Па Кирофетак, не знам и ја не мога да го најду податак каде е осниван, али знам кажувае ми е куде жена од тој мало куде кажи го Народна банка куде е, тој негде е било прво како погон. А после се горе направило, да. Не е горе. После се пребацило куде школа се што е език дирекција, тој су негде биле. После су Кирофетак, они су тага биле со средњу школу, како 2 години су работали у Наду Димич у Загреб, како тој специализација, али плюс су работали и плато су зимале. Татко ми, Кукунјавка и Бац, Манас, а после татко Миша 6 месеца на специализација у Немачка. Тој се убаво сеќам. Еве што нова фотографија овде. Тој е Кукунјавка и Чедо од Велес. Он е роден у Каратмалу. Сестра му исто работеше у Стоколну куќу, забравива Бубали беше. Чедо, да. Али он у Велес како стручњак у Велес, у Нончека Мишора у Свилару. Да, они таму се останаја да живи. Не, он од Куманово си е тамо и си е тамо стане и су го викале, татка ми на пуно место су го викале, ама он викаше камен тежи у место. Како се биле прослави од Кирофетак, не само си фабрике. Тој е Бац Манаса с гитару и татко ми го гледа и поев, и Бркла е туја вајда, да. Борче Бркла, он е вајда директор ли ги е бија тага. Зашин, овога со Смостаке не може да ми текне, али тој су кирофетачки другари, мислу, од фабрику, на некој прослав. Да. Да кажемо дека твој татко у склоп на Кирофетак е имало цел живот е бие шеф на производство. И покрај рукометен клуб женски кој го основаа Зајко Тричковиќ, имamo фотографии од фудбалски клуб. Фудбалски клуб, али и Сречко Тричковиќ е тој исто. Текстилец, ово е веројатно доле на игралиште. Тој е доле негде, он не видиш управу на Кирофетак. Он еве го дека, он не е бие фудбалер или управу. А Бац е бие како капитен вајда бие како се кажувале. Тој кога познаваме Сречко Тричковиќ го познавам, мора да ја и Черчил, ама не може да го виду сега. Тој гледам и Перо Шопче, наш комшија од Старо Мало, другар му. Зајко е бие. Али мора Зајко да, Черчил е бие рукометаш вајда и по фудбал, а мора да е и Љато и Симка. И Љато и Симка не може, тен млади су биле. Љато е работеа Кирофетак исто. Љато ја му беше шеф едно време, а Симка ми беше заедно у смену. Ја беше шеф на смену. Он беше мајстор у смену, со Симко имамо такој
односи у Киров е така. Ево, дека доказа овој другарство, овдека пишува 27.8.66 годину, паќање риби или 6. или 6, пардон. да. Паќање на риби во Пчиња. И Тој пишува документ фатено 35 кг рибе. тој су водиле евиденција. Еве, кои се овие луѓе? Види на слику се кој што лови не знам, одека е бац, и со njega су многу вајда Манас, татко ми и чичо ми Цанко е овој. Аха. Тој друштво, има на едно слику, татко ми мотор е купио Загреб каде доваѓа и с мотор су ишли исто по рибе, тој време тој. Али неверојатно 35 кг рибе, они су цело напаѓале. Ама види, малку рибари и подложија, да се разберем, они како Да. ти кажа, али ипак па да ги веруваш. Али мало е така пуно рибе. Рибе и мало, све до кожара не се направи. Да, Кад после почна да го загадува. за жал уништи. Тој с мотор ли е, не? Или Да, еве научил? го мотор. Тој мотор. Тој што ја кажа ти. Кажуваш и мајка ми и ујко ми моме му го ја зимаја да се малку прави фраери по комано. Да. Друго што овој су у Америку кога су биле, Само кога су купувале машине. овај слика. Тој е со сестром и ја и мајка ми дали Свети Наум ќе дојде, дали Тоа Стругу. Охрид, а? Па да, у Стругу иде сме Охрид и у Свети Наум. А овој е Матејче. Добро. Да, чувено Тој е Матејче. Матејче, тој е ујко ми моме, ујна ми, Душка, сестра ми, татко ми и мајка ми, Сашо Гулинац, ја и Мичо брат, помал брат. Како деца су пуно ишле наши од школа у Матејче, било е Ми смо сваку годину тага и многу бој било по 2 недели. да, и Манастир чист горе, воздух и тага од 20 идеше, знам овој Еве да покажеме уште некои шофер и слики овој од манчо не воде со ландровери су не возили. да, Многу е неверојатно. од Има сега овај слика ми упадна во очи, гледам некој автобус. тој на екскурзију тој е на мајко ми многу добра другачка, тетка Боте, на казака доктора Мајка и на Зора на казака Зубара. Ово е муж во казак. Значи, они су, па ја мислам, први запослени у банку и су многу дружиле. Исто Јанка, исто има на цара Живка. Мајка ми е многу блиска била со ним. Мисто тој су биле Рада Релија исто, Рада Релија на Дзуку жена. Па тој су тетка Мира, како ти кажа, на Зора на Шебу сестра Зубар. Тој друштво. Ово е исто на Овој су колеги на татка ми, Станко Чурич е тој. Овој Раде финанско директор, Круме, он беше комерцијални директор, Тошо, тој е и Чедо од Велес, Кенич и татко ми, тој су на некој састанак негде су ишле по работа. Тој е татко ми. Ово не знам дали го покажам во фотографија. Тој татко ми у школу каде бие. Сега она мајка ми, ја njega не сум го. Ово е било 5 рати изгледа. Тој е многу одамна. Тој е било он још во основно каде бие, не у текстилно, не. Да. Ово е многу одамна, изгледа изгорена школа, тие врата како гледам. Да, како што се гледа позади, личи ми на крстеви, тој браќи е да учи крстеви. оно Смолетко, пошто у Карапмалу е тој бија роден, не су се пребациле. Кажуваше баба ми, кад од таткаву земе тие, како мирас што су давале тој време, ке се земев с дедо ми, 6 или 7 петолирке, тој и дедо ми паре како каледжија што е печели и купива башче, купиле со башче овамо и се тој пресели. На Никола Вапцаров број 4 со они седеле. Од турци су купиле куќу, тој со касе Калдрма беше едно време, покрај болница каде е ограда, надоле се идеше, а башче ги бева до автопут, големи башче има со 2, и су биле земјоделци. Дедо ми од Каледжију, после си е и тој исто тетка Бота изгледа која, да. Да.
Сега, ово кој кад се сетиш Горан кад го вратиш, да ќе покажеме. Млади инженери, мислам татко ми што се работале, Кад го вратиш им по 100 години, за жал твои родители су починати, меѓутоа татко и мајка су биле ступ на свако семејство, па и на вас. Они су ви давале насока како да се понашат во живот, да ви изгради здрави луѓе, успешни. Воспитале су не, што да ти кажат, домашно воспитание е најважно. Најважно. Татко и мајка, кад се вратиш, какви су биле карактеристики на татка, какви на мајка? Некој бија родител построг, некој помек да каже. Не, мајка ми беше построга, иначе татко ми не е бија толку строг. Али кад кажеше, кажано е, нема тој. Али не да те тепа, да кажеме, тие работи, он те утепа с реч, знаеш. Исто и мајка ми, вие су, значи, луѓе на место, како да кажу, воспитање, тоа е било, значи, домашно воспитање. Па после учителке што су ни биле, они па тоа воспитање, значи, да ти кажу право, друго време е било и поарно време, боле друг време. начин на смисол на живот е било, да. Некако, и за мене тој било боле, јас сум го повише прифатија, значи, гледам сек млади што работи, али ми смо, поштовале смо и фамилију. Ово е битно да ни кажеш, свака фамилија у Кумано имала тега традиција да се слави кушну славу. Да. Кој е Митров ден, кој е Петков ден, кој е, веројатно и твоја фамилија, твои родители су имали некој слава. Баба ми и дедо ми су славиле Свети Ранџел, татко ми комуниста, малку не су овој. Татко ми си бъдни беше кад дојде, да кажемо, Божише, тега се соберемо. Зелјанчетак постно, нели беше, тој да, а за славу не. Дедо ми си го славеше, сега ја Свети Ранџел го слави, Свети Ранџел, тај слава е и на мојага дедо Нацета и на Стевана. Иста слава ни. Пошто имаше една слика, не мога да го најду, изгледа остана у стару куќа кога се преселимо, доле у стару цркву у двор. Има сликано одбор на сви што стаи Свети Ранџел во Куманово. И тој беше и Нација и Стеван. И баш ме почуди, Кобурци коде су, он ги е бие како преседник, гледам, он беше учело, а они седи покрај njega. И вајда се и тој запознае, и после мајка ми и татко ми се запознае, и Наце, ово е малко смешно ки скочи, татко ми прати, тате вика, ајде да идеш да го таксаш мајко, ово е за мајко ми. А они многу близко се седеле. Никола Апцарова, дедо ми е седеја одма, па дали има 200 метра су биле разно. Од куде е ургентен центар куде е. Тој до Милета Шишка, паскалци су биле позади, тој су биле, тој кој ми имаме исто. Ајде да кажеме дека слави у Кумано туку се славиле стварно с душу, с љубов. По 3-4 дена гости доаѓа. Да, по 3-4 дена и пример, едни први што су доште, они си скочи, овие други седнат, не имало да може и други да дојдат, да. Да дојде и други. Сега нека се деси, само се знае, можда и не си ни за мезија, али веќе доште други, ми сме први дошли и си оно. Али традицијата е многу убава. И тој убава традиција сега се чува да се негуе, за жал бидна помодарство у кафане се слави славе. Сега бидна некако помодерно време и тој бидна, што знам. Јас знам поп кад ја доеше да крсти воду. Баба ми, можда 5 банки тој време стисана. Не ја кажува, да кажу можда и тој. Не ја кажува, тетка Стојанке толку пари ми даде. Дори му да кажемо мантију, тоа е, крстија вода и тоа е тоа. Ево да го покажемо слику ти кој што кажа откриве такови инженери. Тоа е да, Джимревски со жена му, Шутевски, овој Русе е тој Которац, Станко Ќурич, тоа е многу дружество, овој, мислу, татко ми така бие, па дали беше још шеф на производња, дали па на крај бидна саветник на генералного директора по технички питања, знаеш. После млади дојдева. А кој е тега бие директор у Шамнице? Овој, пардон, у Кирофетак, извини. Драги Соло беше. Драги Соло. Јака се прими у Кирофетак, Драги Соло. И Илјо мисто Илјо беше за кадрову политику, јако да Илјо се беше Светковски Илјо, да. Световски Илија, да. Да. Он беше по кадрову и он фактички ме прими. И ја како вишиста, прво почна како технолог, прво у плетиону, па у дораду, тераваме у конфекцију, таму имаше многу. Ја гледам га Илјо, он шета, оди још увек активно, не? Кој Илјо ли? Илјо, да. Да не спомнава дека да не се поминае баш да. Не, ја га бидува пред месец дана. Па добро. Доле у Проевцу, у бању, кажуваме иде таму. Може, добро.
Период од свакога граѓанина у Куманово, основно и средна школа е златно време, каде што сви кажеја дека школа е била некоја права за живот, а туи се помагали и учителке или учител, и нас, професор или професорке. Еве секој прилику ми ќе покажеме некои слики, а ти ќе ни кажеш овој куде е. Тоа е забавиште. Тоа сме ишли у забавиште, у Тори Зордомис немаше. Која е била учителка? Учителка Јанка Шкуртева. Ја баш се сеќам, кад она гостуеше у твоја емисију, сакаше да се, пошто има пуно што се познавамо, дека и смо продолжили и у гимназија и све, да се соберемо и да идемо јако бршко, али после тоа се брго помина изеа. Тако ли, после твоја емисија, сакаше да се собереме. Пошто го памтиш ти Јанко Шкуртева? Јанка Шкуртева, како да ти кажу, тоа е извреден педагог. Тие педагози ретко се, еве ја имаше и тротинети тој време, ја и Слободан Липковски, значи дадеше ни тротинет и доле у овој кажика парк, доле у парк. Така не беше асфалтирано, него земја, знаеш, али иде смо. Појдемо у парк, ми со тротинет напред, ово играње, ово оно. Так со скоци и играле смо поише у Забишта, знаеш како е, али ова е поинтересантно, ми сме имали униформу со нетерале да ни шије наши. Дали може да ни кажеш некого на овој слику кога памтиш? Може да кажа, ја. Устари се напишани позади. Напишаето изгледа, татко ми е баш добро што е напишае. Еве сега, може да кажуваш. Ова кој сега? Елеонора Јовановска на Војка Боксера керка, тој му падна у очи, она е била. Да. Ово е ветеринар Драги. Тој се фактички после генерација смо биле и у гимназија. Јас сам одека на слику Славица Иванова. Славица Иванова вајде учимо малку у Тори Зордомис, после, знаеш, класови, у Шамницеви е работала. Овој, Јадранка Младеновска, моја комшика. Овој ми се чини Ленче, професорка по биологија, после бидна у гимназија. Сега Слободан Липковски го нема дека Драган Томич, и ден се видуваме, биле смо заедно у Забавиште. Овој на крај Војкан. Уја пошто работи. Тако ли беше? Уја па ли беше или у Светлина? Да, не, може. Брат му Пепи. Па може да е Војкан висок такој. А не, Војкан у Евана работи. У Евана, тоа е Војкан, да. Овој е Миомир Стефановски, мој комшија, дедо му е бие татко на партизани, исто од борачку фамилију. Комшија смо туј подоли, смо заедно ишли у Забавиште и Јадранка Младеновска, собере смо се троица. После Слободан Липковски дојде од куде Монопол, покрај болницу, и Славица Иванова, и сви се зови да не дира шиптаршијето и куде овој. А дедо ми Стеван каже, мајка ми, иди, чекај га гора на... Увек ме чекаја од Еве, овој исто овдека, овој Јанка ли овдека? Не, тоа е Цвета Наумова, тоа е више прво деление. Прво деление. Од Јанку само овие ги имамо. Добро. Тие три слики. Прво деление исто Тори Зордомис. У Тори Зордомис учителка Цвета Наумова. Цвета Наумова, мушо беше официр, ми се чини, крши... А не е бие Куманова с мужва? Не, од Битола бева, сега знам и она вајде Ама тој се останаа да живе они. Даде он прекоманду вајде овој добие, како он беше море подполковник и за јако официр. Крши џамију седа со зграду, тие беа војни згради. Цвета каква е била као учител? Тој е извршен педагог. За мене, значи, она како основа ни е дала, тоа е феноменално, да ти кажу право. Ја се сеќам, после тој, мојага борчета, помалога сина, воду го у Забавиште, и она ми иде тако сусед, после толку време, сега, мислам, работаја сам, таки поштан работи, и викам на учителку, добар ден, а она е била пред пензија. И она ме гледа овакој, а сина ми го погледа, леле, вика Горане, да не го видов синте, а син ми главу ми скидаја. Да, личи на вас. Сак ми текна дека си ти, иначе нема да те препозна, али многу не е научила, да кажу некој од овие, добра генерација смо биле. Да, еве може. Овакој, пошто тој, види, ми смо тај генерација, тој около Мост Бедински, тој откуде. Јас сам у школу кога сам ише, позади мене Иле Брацови и Радојка, Босанка на нашега градоначалника баба и дедо, да. Баба и дедо, али и на Илета Брацо мајка Јула, баба Јула се викаше. И јас кога отиду позади куќу, ако га пројду нин двор, одма сам у школски двор на овој. А треба, ако не ме пуштива, например, ако не мава, мора да зајдем од куде мост, или па да зајдеме пут за Монопол. И ни подалеко. И сак ми се играмо,
И гледам, и сега два троица се соберам и викам, ај ќе идеме баба Јулу да го варкам. Ако е на тој крај, ми ќе фатим од позади, знаеш, да го побегнем. А она жена си га чисти двор, ами со скал, со овој, знаеш, улетимо, направимо, викам. Кој се овдека, да кажеме Ова него? кој сега? Тие што ги... Ово е Сунчица Цуна, што смо училе од прво деление до гимназијсо. Само како беше пред Георгиевска, ми се чини. Ке ми извини баш Мишко, мој комшија близко, Цветковски, ја, Свето Арсеновски, Слободан Липковски, Перица Јордановски, овамо доле Весна Николовска, на татко беше јавни обвинител. Обвинител. Да, како се викаше зави, Исто Николовски, мајка исто медицинска сестра и он е сега психолог, ми се чини, на нервно. Елеонора Јовановска, кажамо на боксера Војка, ово е Сузана Јовановска, Маријан Младеновски од Обединение каратисти биднаа после, Боце, конобар беше Бобан, тој исто у малу, кој е Црногорце бие конобар, па после дали, па може и експлозив да беше малку, Бобан такој. Друг, како да ти кажу сега... И добре, и други. Да. Сега, со вие имаше контакт с некој до вие? Видуете ли се некако Имам чаршија? со Слободана Липковска, после продолжимо и што се вика осмолетко, фактички и ден деноска не се дружимо, да кажем, ептен како што смо биле, али ипак останало едно и Перица Јордановски, пошто и с музико се бавесмо, и сме имали и групу свој, па сме свиреле с гитара. Липковски, он е сакаја музику исто. Он е сакаја музика, он продолжи и сега со Скелеша доктора Вајда у тој групу е јоште. Правив тој серенаде. Овие се фотографии исти, тако ли? Тие су исти, све од Свето на умов. И ово е исто. Фактички сви су тој исто, само смо тој поголеми, виш тој повише. Пораснале сте тој, да. Пораснале смо, да. Исто и ова е. Исто, све су тој ој. И тие продолжуваме и пето одделение, шесто, седмо. Чека, ово е сега... Тоа е више пето. Пето, ово е видно. Тој е Ѓура Манева. Ѓура Манева. Ѓура Манева ни е класна. На Глигоре и на Горана доктори мајка. Такој. Они беа так многу мали. Не, овој беше поголем, за Горана, она, нека ја именјак. Ти си исто како мој Горан, знаеш, исто и он, доктора што е овој. Доктор, да. Помало од нас. Али овој е исто, по-македонски ни беше многу, мислу, поштовала не е Владанка Спасовска на фото око, на Живка, сестра роđена. Што ќе ни каже за Ѓуру Маневу како педагог? За Ѓуру Маневу, ода ни предаваше хемију, прво запознавање природа и општество, тој тако беше предмет, и хемију. Ѓура Манев и муж Илија Манев. Он ни предаваше физику. Ѓура Манева прекрасна жена, што да ти кажу. Фина, тоа е феноменално нешто. Педагог, учила не, значи, ми имасмо таки 2 години српски учесмо, ни пето и шесто. Трајче ни предаваше Николовски, па после дојде на мојега школско гимназију Ѓорđević, па он продолжи српски ни предаваше. Има овој, јас сум бија тој, види, тој од 5 до 8, без нас патронат не е могаја да се замисли од Торис за Артемис. Пошто ја и у музичко школу сам ише 6 години, основну школу, свиреше на армонику. Прво да ги кажем овие кои се... Добро, може. Да. Па фактички, овде сам ја на крај, ту е Стојче Алексовски исто. Стојче, виши, повамо га забри, исто од прво деление смо се. Стојче Алексовски, на Красоју син шофер. Да. Ова кој сега. Ту е исто Свето Арсеновски, ту е и Драган Джелич, виши, njega не га спомнаа, он е пожарникар Драган Джелич. Исто тој куде мост, Маце Младеновски, Цуна, треба да е тој Славица Иванова, тој смо, значи, Јадранка Младеновска, тој смо после не малку поделива, овој у друг клас, али веćinom тие што си беме од прво до четврто и тие си продолжимо пето и осмо. Да. Едно само да ти кажу за Ладанку Спасовску, по македонски ни беше она. У седмо деление нели имаше збратимени градови тоа Овој време. како анегдота некоја, да. Анегдота, баш анегдота ќе биде. А ја беше у литературни новинарску секција и она ме вика, Горан, вика, направи едну песму, напиши, ја ќе го проверу. Идемо за Панчево. Значи, како представници од Куманово, да идемо за Панчево, наша школа е од Аберена. Како представници, ја напиша песму, Сакам да сум, пример, тој беше тема. Да. Пишува тој,
Сакам, те го тај стика. Овај. Тај од Панчево, да. Тај ми е, значи, успомена док сам до крај на живот има да го памтам. Тој е предкултурен дом, пионерски дом ли беше у Панчево. Отидемо, туј е на стику Романа Петрушевска, она логопед. Сега беше на Сашо Розовича жена. Логопед, вајде и пензију више, дека после едну година Да, се мисли дека у пензију, да. Сунчица Цуна Георгиевска, ми се чини беше девојско, Весна Николовска, сега тој Славица, беа помалја на Славица исто, и медицинска сестра бина после Ленче, ми се чини. И ја, тој сме биле петина, сега, еве го еден... Овој кој година било горе на прилike? Чекај, седмо деление сега. 75-то тој не Па биде. бога ми, да, ако не и 74-то. Да. Туј е нешто било. И сега идемо за Панчево, ја не двојано дома, тога седмо деление, знаеш како е, али туј анегдоту ќе ја кажу. Професорка по македонски, ајде Владанка. Владанка. А она беше стара девојка мисто. И тој еден брко го има, дај го стику само да види од Сараево. Од Сараево, исто и он некој бечар стар беше, еве го дека, опа, нега видимо на овој, тетуј. И си поваѓамо за Београд, завршимо што завршимо у Панчево, идемо там на Дериваско пештеру, шетавање тие работи, имаше и од Тито Веле смешини, ми од Куманово и од Македонија што сме били, и од цело Југославија тој. И он на железничку станицу, да се одделимо тога, они за Сараево, ми за Куманово, не? И он доваѓа, пошто само ја мушко беше, прегарднуеме, а тој настикуе Борбено Куманово го носеше книгу, дадени го преседник на општина, да го дадемо. Мисли дека тега, извини, председник е бие Методи Петровски. Не, ово е многу одамна маце. Методи Петровски дали беше... Или Блашко Јаневски бие. Или Блашко или Јездивир Богдански, ми се чини. Блашко Јаневски, добро. Али тој Борбено Куманово да вика да го дадеш, море Борче Беле ако не ми го даде. Вика дај овој на преседника на општина, и он беа пријатели. И тој ми од Сараево вика, јели бре, каже, македонец, hoćeš да ми даш и ово твој професорицу да водим за Сараево, значи. И ја го гледам, она ме гледа во кој, значи, Владанка опасно беше. И ја па води е. Ау, тој води е, доваѓа у Куманово, ќе видиш, ти ли бе, мене вика ќе ме оддаваш за Сараево, и ми шибнуе тројко. И не можеш одлично да пројде. И сак викам, бе, професор, ќе водиш ме у Панчево, како бе, зашто ви тури тројк? За тој вика што сакаш у Сараево да ме дадеш. Па ти крајем крајава си после да направиш убава работа, ама она види, што многу не. фини овој десто, маце. Еве сега идемо дале 602 одделение. И па тоа е каде Ѓуро. Бранко, Драган, виж, туи виж. Чедо, Маријан, Чедо, да, Чедо Глусац исто Ивановски учија с нас. Стојче, Слободан, Горан, да, тој си ти, да. Јадранка, има Джамбаска, напишано 20 имиња, дека да го покажемо слику. Тој, да, ово е Пачко професор, овој ни предаваше музику, Пачко, виж, и он се стихаја с нас. Да. Ова, дека и Маријан Перчинковски, тој е Миле Тасевски, ова е Јовица, понављак малко беше. А еве го и Владанка тој била више. Значи Ѓура и Владанка и Пачко. А горе сме види што е Маријан Младеновски ве каратисти и овој беше каратист исто, со Скару заедно горе на Кару. Да, Горан Станковски Бедиња, Кара. оној тој каде црква седесва, знаеш, и кад ја појдесва од Бедиња, тој каде мене, кад пројдесва, со појаси, со овој, атракција беше. Да, во свак случај доживле. Да ти кажу некој ми, Ово сега е битно да ни кажеш кад си бие музичар. Музичар. Од куде е љубов према армонико? Што знам, така беше мода, да ти кажу право. Запишаме, мајка ми такој беше повише музикална, татко ми толку не. Синко да музику, да овој да свири. Кој като отидемо, ајде армоника. Так некако модерно беше, пошто јас знам, прво ни предаваше, балкански ни предава малку. Солфеџо. Солфеџо ни беше како припремно. Он малку ја останал пензију, па га Џоко, еден кларинет свиреше, стар професор. Џоко Симоновски. Симоновски Џоко, али после дојде па Џоко у филхармонију. Да, у филхармонију, така значи, они су ми тројца предавале солфеџо, у припремно. После у прву годину почнамо армонику. Овој армоника Велтмајстер и данданас кога го имам, фаќа прашину. А куде е слугу вежбале? Куде е овие простори? Тоа е у школу, музичка школа. У школу, да. Зорица. Зорица не е била на Арсена
жена, Да, еве го, ова е она музичка. србијанка, да. Тој смо свику да њума што смо биле ученици. Не знам Зорица дали е жива се. Право да ти кажу, муж ми е умре, нели Арсен Да. беше горе на овој технички, за њума не знам. А спомнаги тројца, Ѓоко Симоновски, Балкански, Да, овој и друг Ѓоко, Ѓоко, како тоа се беше легенде презент. музички на Да, Куманово. да. Луѓи кои се Ѓоко многу дали за Симоновски музика. кларинет свиреше ми се чини, Да. а Ѓоко, како беше би, Георгиевски, добро, не, Да. имаше го твое... Снимање ga ја овој мисли, само тој кој е некој му беше преземе. виолину. Али видиш, ми па армонику, не знам што ни беше така, имаше и клавир, имаше, јас знам еве Ѓорѓевиќ и Стошич Слободан, исто у генерација смо биле у гимназија, они пак куде Бранка свира со армонику. И сега не, фина работа, знаеш, ја, значи балет што смо свиреле у Толи Зордомис, терале су не, само ми двојца армоники мислам беше ја и Мишко, тој кој Зори што смо училе, да не на Тихом плавом Дунаву што беше. Балет све смо ga ми свиреле со армонику. Еве сега оваа фотографија кад Тоа е више 74-то кад си бие Да. 8 одделение. осмо, да. Исто Ѓура Манево, исти. да. Исти ученици смо биле, значи не смо променети тој Чедо Глусац. Ето, знаеш што, види, ми смо тој куде мост Бедински, монополот позади, Тереон смо го држале, Бедиње и железничка станица. Да. Толи Зордомис тие се ученици били. И тој смо си највише играле ми. Ја гледам, покушавам да ги изброju, увек е било Много, над 25 ученика. Како не, Многу голема а бројка. сега идемо да ги изброиме Толи Зордомис, да виш колку ќе изброиме. Нема, еве. Дество како дество, сви кумановци кажуе што се играле. Некој викав лопови, жандари, највише некој топку, некој джелик, некој клен за војско. А ти Горане, што си како дете највише играе? Што е било преокупација на твоја генерација? На нашу генерацiju с Горана Ујкона, градоначалника, Горан Бисер Турц, с njega Соде много игра су. Соде игра смо на Пају и на Дупче. Ако знаеш Дупку, Да, стопаме Дупче. Дупку и па туримо пет паста. Така е. Некој Кумановски вика смо, некој Скопски, дај. Тој смо многу играли и семке смо многу играли. Направимо такој 4-5 семке и ги поредимо. Каменорезас позади нас беше, имаше тие мермери добри, идемо, крадемо му тие што ги фрља парчиња и гледаме да биде некој убав мермер, некој убава плошка, кад ги го фрдиш да може главо да го погодиш и све семке да ги земеш. Али играле смо... А Демири, играли сте Демири? Демири, како не? Да. Па имаше и мермери. Да. Па ми си ги менјасме, орњачки ги вика смо. А овој ми е орњак, вика, чека с njega ќе играм само. Разбираш ли орњак, значи убава сода го одабереш, што може да ги победиш. Имаше тај прекар орњак, да. Орњак, тако ги вика. И сега учителка Света не учеше едну игру, дај царе војско. Ја после ми текна, играле смо го многу горе каде зелена зграда што е на Шамни цеви, до автопут. Тоа е било пољана, бе, тоа јурија што вика голе. Тој не е имало многу куќи Не згради. бе какви куќе, не бе, тој су биле куде Агрокуманово старо, што е агроопрема куде беше. Тој дворпот, тој смо и кошарку што смо играле, ја право да ти кажу, ми смо многу места промениле за кошарку, тројке смо многу играли. У Домјана тој беше би намо инвентар таму, таму смо и фудбал играли и кошарку, у Домјана по и билјарду смо играли многу и пинг-понг. Пинг-понг смо многу играле, а кошарку највише каде мои браќа Мичу и Сашу, отиде смо, тој беше Баже Штерчо, беше едно време технички директор, се чини у Светлину, Солар дојдеше, Саша Солар висок, на брата ми, они су генерација. Да, они два браќа Зоки и Саша. Да, Зоки, па и Зоки играше, да. И многу се собере смо тој. Тројка, ја, Сашо, примери други, тој. После у гимназија кад би намо, тој големо друштво бемо, тој сме играле бензинска пумпа каде е пут за Искру, тој доле тој. Бемо направиле кош, тој го многу млате сме. Тој, значи каде... Да, Домина си играло, да кажеме, и фудбал си играло Една и исто. фудбал игра смо, игралиште беше убаво. Мада е било гужа, тој се офицери многу биле, Официри, имале предност увек. да, кад игра официри, знае се, ми чекамо на страна ред се чека. А овој да ти кажам, Маце, ми не бемо лени, ако е пример зафатено у Домјана, отидем у касарно, пошто пројдемо го само, так не бева две траке, само еден автобус, братство и единство, немаше и многу кола, бе, да ти кажам. Да, не е имало гужва сообраќај. Отрчимо и покрај
мунемо се жица И војници не гледат тие стражари, ма пуштени бе деца, знаеш. И баскет си го носимо. И сак чекамо војници, а во војска тој време све грамаде. И кад го фати они игралиште и ми чекамо кој кош се ослободи, оп, ајде ми. Ома да упаднете, да. 2 тројке, знаеш. Налети некој официр. Ајде, цивили, бежите од знаеш, нама, не? И ми пана страну, чекам. Тоа е. Да, тоа е било доживе свак случај. Али види, касарна имале су убави терени таму, знаеш. За нас е било тој премија, асфалтирано све, ми играмо на земју, не. И убави стативе, голови за тој време. Како не, војска увек е била спремна да вежба треба, да игра, да оноди. Па, мислам дека у склоп на касарно имало и тие справе за вежбање. За Карпош. Пошто са баје јутренја гимнастика мора да има. Пошто Христијан Тодоровски Карпош ми е била блиско тој. Преко мост пројду и тој не е била касарна блиско. Сега, малку пат вашу потесну фамилију. Овој прилику да покажеме фотографија. Тоа е Драган Голинац, ја и Сашо. Драган Голинац, легенда кој живее во Београд. Не. Брат му Љупчо. Брат му Драган. Овој е Драган Постар, да. Тој е Драган. Љупчо се помина. Да. Љупчо има и од Љупчо слике. И за njega puno анегдоти ќе ти кажам, пошто кад служеше војско ја, и он беше така поручник во Ваљево. Тој е тетка ми. У кој град е, не Тој е знам? тетка ми Уресен. Уресен, да. Уресен, да, сестра ми Јованки и Снежана. Тоа е исто, мајка ми многу суживувале, она е доведена од каде баба ми. Не овој Стеван на њума татко, него овој друг. А тетка ви каде е работала? Она у овој е професорка беше у како се викаше школа у Уресен. Течо ми е бија историчар и се запознаем на природно-математички факултет. Овие слику кумановци веројатно ќе го препознаем, некои не. Ја го ма препознаа. А ти го препознаеш? Овој е Сашо Лазаровски Голинац, твој драг брат. Еве каде бија војник. Тој војско Чачак беше он, да. Нема, види, она жена ми не ми го даде, он ми е девер бија на свадба. Имаш убава слика, ама залепила го за албуми. Немој, ако го одлепи, знаеш, после ќе се... Исто он девер ми е бија. На свадбу. Сашо, он после беше и успешен фудбалски судија и све. А и тој да каже, јас сум тренираја и пионири малко. Беше ни тренер Драги Кукла. Драги Ритомовски Кукла, легенда. Кукла и Тоде професор. Брадиш. Да, негова керка работала во Агро Куманово. Да. Сасе, на жена ми колешки су, да. Али после ни кажа, 8 дене кад биднамо, дојдите деца вам, они Слободан Липковски, тетин му е. На другара. Да, Кукла е бие како човек многу интересантен лик. Кукла, али мене ме тураше халф линiju пионери, а беше ме видеа со школе кад игра со меѓу себе и он дојде туе баш. Дечко, ти сакаш ли у пионери? Сакам. Он ме баш вика, ајде дојди од јутре да тренираш. Али кад видамо и ме туре, играле смо ми масе Будушност Куманово кад е играло другу лигу, Будушност кад е било у другу лигу исто. Ми смо биле предигра. Јас сам бија десни халф шестица и сам го држаја Тонита Брклу. Тони Бркла беше десна полутка, мислиш, да, и ја му беше овој Фетаја играја со мене у пионири. Бабе, таа генерација, Моме, тој смо биле. Еве нова фотографија од семејство на Голинци. Тоа е ујко ми Моме Голинац и ујна ми Душка и нин девер тој другар на не кажамо за Сашо, нели меѓународни судија. Да, кажаја дека судија беа успешен. Ти го боле знаеш, спортиста, да. Ово е брат ми Мичо, чекај да ви. Тоа исто, брат ми Мичо, а ово е брат ми Стево Голинац. Тој е Стево Голинац, на Лазу ујка ми. Помал син, а ово е Батеборе, постар син, многу рано почина. На Стево Голинца е роđен брат, а на мене од ујка Боре. Боре кад почина? Боре на 40 години, знам, сак не може да ми текне година, многу одамна е. Син му Саше Кум, што го викаве, бија многу мал тега. А ово е Бранко Голинац, исто виши. Тој е у Кафанов. Еве го. Боре Голинац и снашка ми Марица. Маца работеше у Лимарској работала во 11 ноември. И она е почината. Сак брзо почина. Тоа е Бранко Голинац, на Драгана и на Љупчо татко. Да, исто познат кумановец. Он е мислам дека он работеја во амбалажу или каде? Он во амбалажу, али бие директор на 1 мај прво. Директор на 1 мај има вајда висше завршено горе у Војводино нешто столарско, а у амбалажу бие како путник на Драган и на Љупчо е татко. Тој да го покажемо Драган Голинац и жена му. Сестру ми на матуру су го изведувале. Овој ми е сестра Мимоза.
на матуру, пошто економска школа, знаеш, мушки многу нема сва, и кој да го изведува кој, и Драган дојде, и Сонја, еве ги Драган и Љупчо на слику, кога су биле, Еве ги Драган тега и Љупчо, што викаш, тоа е што викаш у Беорад, тој ги е татко исто, и ово е Бранко, кога те бија војник. Да, покажамо го. Тако е. Ово е слика од Љупчо, познат човек. Свадба на Љупчо е било. Познат кумановец кој живее у Београд.
дал починате, кажамо. Починате и тој на снимање, кога се снимале овој Враќају се роде, овој, кога останаја у пензију, и на се снимање у хотел Москва, у Београд. Да, Липчо Голинец е човек кој тој му е жена Весна на беше стюардеса, многу луѓе а овој су ми татко и мајка. Они и дева, пошто наши деца беа многу мали, да не ги оставим, немаше кој да ги чува, и ја и жена ми Надица не могамо да отидем. А има смо мерак, а свадба ги е било у дом Јана. Сега, продолжувате да учи у гимназија Гоце Делчев. Да, продолжувам у гимназија. У тоа време, знае се, гимназија била најака школа. Да, економско вика, гимназија, пошто можеш на свак факултет да се запишеш. Да, и престиж е било да се запише Кумановец у гимназију. Тоа е Гоце Делчев, тоа е било. Еве го. Јака. Баш пред прва врата. година, овој е врата позади гимназија. Да, позади. Тако е. Овој прва ни беше класна, пошто ми смо веќина мотори за ордани стојали. Класна собрава. Којунџиска Благица ни беше. После Пешевска. Она што предаваше Благица? Она ни предаваше француски и ни беше класна. У прву годину, али у другу годину не расформирава. Цел клас ни го расформирава и не поделива. Благица да не е супруга на Мишу што работи у Агрокуманово. Не, по она ни после предаваше. Не, ова е Благица Којунџиска. Она предавало ни на Мишу, исто жена, али после у треќу годину ми се чини. Да, она Калеевска беше тако нешто. Да. Кристина ни е исто предавала на нас, на Милета Шишка доктор. Борене, кои се овие другари, дека било би добро да кажеме некој? Овој су веќино од еве га Мишко, мој комшија од Старо Мало, Тони Томич, ми се чини беше како царинарник, ми се чини постави. Овој е од Романов се деско забри, Стојче Алексовски, кажамо на красета овој. Овој е Чедо Милковски. Почината изгледа у Белгију, да почина, у камион га не дева. На Лоло е бија газда едно време, со скокицу, такси. Овој е Видој Петковски, ми се чини он ако не останал пензија, он е бија инспектор по санитарни инспектор. Санитарни. Зоран Белчо, Зоран Стојчевски, саќе познат медар и ракију пече од кај си од овој. Бие овој. Сега овој е Војче Кузмановски, ми се чини, мој презименјак, работеше у болница на оние папири тој, у администрацију. Сега овие неги, овој. Да. Овој Моме Косилјак, не е Моме учи. Еве ги Дуле професор, ви што и се Гордана Зафировска, газдарица на Крт телевизију, чека горе се Слободан Липковски треба да е туја. Ја одека, Мира Коцева треба да е, она учителка беше на Тонита Брклу жена. Еве га Слободан Липковски, Сентич Љубиша, исто што продолжимо друштвото, е милицаец. Овој, починате и он. Видиш овие, еве го Сунчица. Добро. Да кажеме податок дека на матуру су ги задувајате Гордану на Крт. Ама беше отидемо на матуру, чекај, Кукаска не е бие Да, еве, идемо даје сега. Ја само да спомнам контекст. Кукас ти е предаваја физику ни предаваше и он ни би класа на друго да се расформирamo. Да. Па има ги сви ги има напишано. Да. Може да ги кажу ја 76 не. 79-та генерација, па рачунај втора година, 77-ма. 77-ма ќе да е. Ово е Дац, еве го Марге, професорка по математика, изгледа и Гордана е туја, Цоцко, Алексовски Стојче, Витко, Видоја, Мира Коцевска, Мусо, ово е исто генерација, нема отиде од Турско после да живи. Поп Стефанија и Иванка на доктор во татко беше изгледа, мајко Слободан Липковски, Цуна е туј, Марина Манојловска, директорка на да, у школу, ова е Владанка и ја одека Марина Митевска, не Митевска. Митевска да, треба да е и она тој директорка на градинка. А ова е Марина апотекарка, добро, Сентиче, еве го Марина Митевска на доктора Жарка жена. Да. Такој. Мане Лав, што ви Маријан, Мира Илиевска у социјално, па тие, тако и Ѓорđević треба да тој, и има смо два браќа близнаци Ѓурич, татко ги беше официр, а и одека Зубар од албанско паралелко дојде да учи у другу годину, Шехат, тој кој Џамијич да има ординацију, после он си пас се врати у албанско паралелко, пошто имале сме албанско. Што ќе ни каже за Кукца, изуметно строг професор, тражие многу знање. Кука све ни на нас диктираше, знаеш, у тетрадка. Мада Чевла и овие други араб предавале су ова кој од книгу. Али он е бија легенда професор, со славета главо исто.
Прво Никице предаваше биологија, па после Славе Глава, наш комшија, тој кој е Монопол. Овој прилику да ги споменемо и сви професори кои ги памтиш од гимназија. Памти ги такој веćinom Трајче, се презиме за математику ни предаваше Трајче. Нели кажамо Славе Глава, прво Кице ни предаваше биологија, па после Славе Глава од другу година. Дуле по физичко. Дуле физичко 4 години ни предаваја. Други кој бева? Да не е Милка по биологија, Владо Филиповски. Не по биологија, историја не предаваше. Милка Филиповска на директора жена. На Владо жена, да. А и Малинска ни после предава. Милка, па Малинска ни малку предава. Овој да не забравимо. Тоа е... Видиш, овој голгетеркат си бија центрафор. Центрафор сум так играе, да. Ама тој е малск, од мал. 7 или 8 оделение. Па 7 тој е фудбалски клуб омладинац. Формира ga Светислав Трајковски, судија беше исто. Да. Цеце, пошто су ми тој све комшија и Моме Грк крши njega, он ни беше благајник, а Цеце ни беше како тренер. Али види, ми смо мултиетничка средина, овој мислу биде. Да, тој е било мултиетничко. Тој сме и шиптарчиња, и циганчиња, и ми. И смо тој испод мене е Бузе. Бузе куде ја седеја, ти имаше го твоја емисија, он за Рому играше Бузе. Да, Рамадан Агушевски Бузе. Рамадан, ама умре, ми се чини. Да, покојниот Бузе. Он седеја одма до баба ми, дедо ми. Они одоздола граничиле су с куќу. Тоа е... Еве га Голинец, одека у млади лепи дани. Не, тоа е на матуру. На матуру, да. Оваа слика илустрира. Тој илустрира... Како сте били облечени... Масе, што да ти кажа, овој ми ги гаши Шнајдер шија одело мене. Ама так имаше квалитет, и штофови, и овој се... Гаши мајстор ми шија, а за пола матуру ми е шија, како да ти кажу, Бранко, Карши Народно банко имаше исто еден смостак. Бранко Сламар да не е? Не, Бранко Сламар на татка ми е шија одел. А Бранко ga имаше исто еден Которас га вика со Карши изгорено школу, тој доле имаше овој. Да, Кумана имало добри Шнајдери. Благе ми се чини беше, још изгледа Шнајдер работи. Јас сега за свадбу на сина ми да шију одело. Нема мајстор. Нема мајстор у Кумана. Да, нема. за жал Тражија сам другари од Тетово, дај најдите. И од Тетово само еден мајстор Шнајдер. А штоф нема куде да купиш. Све турско, све кинеско, нема квалитет, нема ништо. Вие слики илустрирав како е било од трето година гимназија. Другарство, како е било расположение, насмејани луѓе. Еве тој гитара. Екскурзија е била традиција низ Југославија. Да, еве го гитара моја. Сви носимо. У наш автобус едно пеше с гитаре. Туј Данчо носеше гитару, на НАТО докторку, тој исто у исти автобус сме биле. Слободан го носеше другар ми исто. Ја Бојанчо е бие исто тој, он свиреше на синтесајзер на Страшка доктора, син гинеколог. Сакаја си музику, армонику и гитару. Кој у ваше време су биле таго минени песме? Кои сте ги појале? Масе, нема омилени, ми смо и Битлси свирели, и Криденси, и Парни Вајлјак. Парни Вајлјак немаше песма која не смо го скидали. А и Криденси исто. А прва песна не е била Кондоров лет, ми се чини. Јас знам гитару кад починеше Кондоров лет, ако си го чуе, тај не е била почетне. Али било е свирење, не смо имале поечало у почеток. Другар ми Јордановски Перица направеше пред поечало и оние стари радија, тие мелодија што ги имаше Никола Тесла, и тој пред поечало уклучимо у радио и тако смо магнети купе смо у Бугарија, имаше магнети, туримо на 6 жице и тако смо свирели. После електрични. Така било Бело думе популарно исто. Бело думе. Група Азра е била. Море, како бе. Добро, Азра и тако, али па за Здравка Чолича да не зборим, сваку песму смо го знали. Здравко Чолич легенда. Проарте имаше многу овој песме, овој Чобич, да. А он беше од Бојановац. Индекси. Индекси више предај се срце, тоа е овој Даворин Поповиќ, тоа е било сензација. Па и Кемал Монтијано е бија, тоа се биле незаборавни певаци. Најљубав, па ја имам дома лонгплејке многу и сингл плочички. Имам од Криносов, од Кичу Славинца. Да. Овој беше овај Сентиш, многу го њума сака смо. Тоа се биле певачи со због едне дивне црне жени. Многу голем квалитет. Како не. Еве. Ето екскурзија. У Загреб изгледа смо се снимале екскурзија. А не, предав Томе Бечар не возија. Па так беа 3 шофера, Томе Бечар, 3 автобуса. Красоја на Цоцка татко
И Џоко Станали беше, не знам. Кажи ми горе нека. Сурла беше, Да, Сурла. како е била маршрута на екскурзија? Така низ Југославија, Куманово, Ниш, Београд, Загреб. Не, Ниш не. Директно Београд, у Београд, у Нови Сад смо спале. Значи, многу напорно беше. Да ти кажу право, требало е цело Југославија да го пројдеме, ама за кратко време. И дека многу се и возе смо. У Нови Сад смо спале, така сви што ни беа класни и они беа поште с нас. Па у Загреб се ишло? Па у Загреб сме шетале по тие плоштади нини. Култура, пази. Нагоре е поголема култура него Иште ли сте у Плитвице? Плитвице прво, па Блед горе прво, Бохинско езеро, скроз граница на овој, па Савица се викаше овој Слап, како ga вика, каде извира Сава, река, Зопавај. Па Риека? Па се спуштиме у Риеку по Цриквиницу, туј смо спале. Туј смо спале, многу ладна вода, е мај месец, а ми се бањава. И бизе, истеране од водови, смрдаме, ќе се поразболим. Па се спуштамо надоле Слапови на Крку, па у Шибеник, многу е убаво било. Фактички цело Јадранско област го провоѓале. Све смо такој кружиле, да. Да, Сплит. У Сплит само не отидемо на Хвар. 2 фериброда беа паркирани, да ги отерам автобус. Зашто не отидемо? Требаше и Хвар, тој остров да го пројдемо. Што увек е тамо, нели кажава лето, дека е стонце. Да. Тамо не отидемо. После Златибор, од Сараево Златибор фатимо, Врнешки бањи и си дојдемо у Куманово. Значи, фактички екскурзија е било околу 7 дена, тоа е пошто многу пут. И па да, 7 дена маце, али едно ќе ми остане усечавање у Загреб. У Загреб спамо у Пионерски град. Пионерски град, ми 4-5 гитаристи, али у тој Пионерски град се собрава од цело Југославија, ми се чини екскурзија. Од Македонија бева и од Велес. И не турива нас у средину, сак не се сеќам кој е коло га свиримо ми на гитаре, а оно се едно коло разви тамо на тој еден плоштад, мамо, тоа е било нешто феноменално. Тоа е, значи, цела Југославија се собра да игра в коло, тоа е било братство единство, право. Да, и било е големо другарство и поштовање. Големо другарство. За жал, тоа е од треќу година. Еве га, исто ова е ваша генерација. Исто треќу година, тој со сникани у училница. Тие сви смо до 4-та година из училиште, се вика. У секој случај да резимираме, од гимназија тражило се многу знање, попуст за оценки не имало и мора да научиш едноставно. Географија ни предаваше на Золета жена Душица и она беше јак педагог. Македонски не се сеќам кој... Македонски Станка ни предаваше. Станка не тераше по душ. Станка беше дека ми од тој мало беа малку и немирни, знаеш, и малку не тераше по душ. Да. Али младост, лудост, што да ти кажа, не е... Младост, лудост и... Али многу боле него сега, у овој време. Тој немино. Имao дека од годишнице што смо славиле... Да, само овој некои написи позади. Тој е Ваташа. Теги 12 душе што су ги бугари стрелјале. Така овој е од Стојче Лазаревски, виш историја ни предаваше, тој е 5 или 6 одделение. Иде смо тоа низ Македонија, да. Тоа е Толи Зордомис организирано у Ваташу беа. Браво. Тек се повише партизански место овие споменици. Али еве да кажеме на овие млади генерација, кад се путуваа на екскурзија, овие се кажувале луѓе у автобус од прво качување па до крај све песма. Да. Не, ретко су спале луѓе, расположение невидено. Некој бија уморан, али веќино песма. Зашто смо ги носиле гитаре? Non-stop се свирело и песма. Па на тој се надовршеви професори, па и они кажа некои песму. Па сигурно. Тоа е, било е убаво време да ти кажам. Еве, ето од матуру. Ово да покажеме кога сте го извеле на матуру, Гордану. Гордана Зафировска. Бивша газдарицу на Крт. На Крт, они су се ги гледа у Малту. Малто живе, да. Тоа е. И да го заокружиме овој дел да ни кажеш сама матура какав е бие доживеј у Кристал. Матура не у Кристал. Ми го изгледа у Кубу. У Кубу, да. Пошто Куба се така отвори. Виши, тој забрија да те кажам, ми у Кубу со инвентар, кога се отвори Куба, бога ми, петак, субот, жива музика имаше, многу бенаклие бема на живу музику, нон-стоп у Кубу. У Кристал смо иште, али у Кубу повише. Пошто припрема за саму матуру на свакога младого човека од тој време било доживење. Тоа е доживење. Тој се спрема уназад со данови. Како не, гости се. И големо узбуѓење било. Како не бе, тоа е испитна зрелост, што се вика, не. Да. И па после полагамо ми матурата, има смо
Да, мора така да донесе закон да дипломирамо со полагамо јазични смери и математички. Сега во прилику ми ќе покажемо На 10 фотографија години, од 20 генерација години, 30 твоју. години, да. Кој се века, кажи ги? Ова кој сега, ово е Драган Зафировски на Миланко син. Ово е Ладанка, ово е Ѓурич исто Миодрак или Драган ќе дојде. Они су да, ово е Драган, тие браќа близнаци што ово е Олгица. Миодрак Тасевски, и он е пензионер во внатрешни да работеше. Прво е био официр, сори еве го Владанка, а ово е Лиле израел коментаршица, ќе дојде. Ово е Љубомир Ѓорđević судија. Судија, он се остана у пензија. И пензионер, пошто они су малку, јас сек треба во октомбар да земам пен. Стојче Алексовски. Чека да Стојче тако е, ово е да видам. Мира Илиевски изгледа, да, виш. Ово е Марина, директорка на овие градинке. Савица исто. Ово е тега Миодракови, Марге, професорка, еве ја. Другар исто Сентич, заедно у клупу смо седеле, Цуна е туј, Маце, Видое и Наде. А трајче, пошто кукац професор Борис се бија умре. Битно да кажеме дека вие традиција се го одржавате на 5, на 10 години се видуете. Само на 45 години сега овој задњо, ја не мога да слика се, али не мога да учествуи, пошто на операција се спремаше да иду на Кисмо. Да, видиш, почнам го малку, еве га Љубе, другар, починат беше, на 45 години, на 40 беше. Одека е Наде Ѓорđević судија, Цуне, Лиле, Слободан Липковски, Марге, Видое Петковски, Стојче Алексовски, ја, Даце Зафировски и Драган Ѓурич, а брат му починат, Миодрак. Да, да не ги повтараме, тоа се све исти години слики. више. Тоа е исто, тој се дали беше 40 години, дали 35 години, тоа е Цуне, да. Али гледа се по слику дека си добар танго мајстор. Па не танго, рок мајстор, да. Пошто тој сме училе, иште смо, први пат кога сам ја научија да играм, тоа е било Дурачка река од Црвен крст, Крива Паланка. Драпне е водија. Чувени драп. И тамо смо први почетоци, ја на рок танго сам тамо прво научи. После по игранке не ги спомна. Тоа сакаше да прашам, игранке од Куманово е било голема традиција, пуно место имало, кажуве Кумановци, Пожарна, Соколана, 11 октомври. Маце, да. Ми смо прво група свиреше Шајтан, Шојич и Тоскич и Рамис мислеше на Ситисајзер. У овој Тишлерница беше тој напредак, куде сума што е, тој. Али тој беше многу тесно, да ти кажам, право, док легнеш, док да пројдеш на гужва, кад ќе се вратиш, она игранка завршила. Многу тесно беше. И после се пребацива у 11 октомври у Салу. Таму исто иде смо. Тега вајда почна и оваа позната песма Неправда. Тој го и вајда после го снимава група Лева патиката. Лева патика се поред, дојдете и певач од Скопје, сега не се сеќавам како му имеше. Знам Рамис исто беше на Ситисајзер, тој беше у Шеки во Сокаче, мој комшија, татко му беше судија али Ризак, не знам како беше турчин. Вајда и Шајтан, Шојич и Тоскич и снимава го тага Неправда. Многу ја хит е тој. Неправда. Можеш ли да кажеш горе на тој време, игранка кој игранка... Види, а у Пожарно сме били инвентар. Свугде куде се ишло, многу е било пуно у Салу, да. Народ имало многу. Да. А ви сте биле среќни, задоволни и душа ви била пуна. Да ти кажам, право, срце ни е играло, појале смо, што свика, еве, моје друштво, ми кад свире смо гитаре, нема тој, нема да мислиш на лошо, знаеш. Ја и у Кирове така почнаваме да работиме. Спе смо слушали на работа, не е тој. А у Пожарно, Златни раце ми се чини, Цанек Бусац. Да, и ту се биле први симпатije. Па први симпатije, па туј се раѓа на тие игранке, Да. Али на Корзо највише, кога се формира Корзо, Борово, Што викаше да го спомну Радко Чорба, вика у Соколано, добро, он е многу постар, вика у Соколано, вика, прво сам га момиче Цунаја,
и 5 дена не се спаја од радост, вика. Па тој не може да спие, нега фаќа сан. Да. Сака да каже колку е било убаво Ми у Соколану у Соколану сам ише, татко ми ме водија кај доваѓаше звезда, кошарка кај се играше. Да, турнири. Али не пушта сва горе на балкон. На балкон, вика ќе падне, не се пуштале таму. Само онај дел, ама многу малку собираше публика, мамо. А сала била препуна, чудно. Увек е препуна. Ја тага за Куманово сеќам се Боцевски, уште онај стар Боцевски играше. Жмара. И Џана, после нели Мире, како ги вие тај. А после сме ги гледали у спортску салу, после почна мислу Страше беше јак. Страше Тодорович, да. Па тај генерација Антон Просеник, Раце ги водија, што кажа, една изваредна генерација на кошаркари која е играла у прву Б Југославенску лигу, која е била многу јака. Џана беше крилото. Да, Сурла беше бек. Сурла беше, значи, плеймейкер, бек, свака му част. Njega smo ga gledali, mi se čini, turаше тегови на ноге доле, да рипат, значи с тегови, кад ќе ги скимне тегови повисок кило. Да. Повисок скок. Тони Симоновски, добро, они после почна овој играше. Да, овие су биле ударни играчи, овие су биле резерва. Они беа како резерва Бане Јовановски. Бранимир Јовановски, да. Да. Па Раđенко, па Бејатовиќ, па пуно играчи су прошли. Сала е увек било кумани кад ќе ми текне, тој кад ќе види, тоа е било атмосфера, што да ти кажам. И мало душа и расположение, све е било од срце. Убав живот беше. Убав живот, да. Среден живот е бил. Фудбал сам многу гледа, другу лигу кад играше. Да, Петаковиќ каде бие тренер. Тоа е. Али Вајде стигнамо до трето место, ми се чини другу лигу, али после паднамо. Да, после 4-5 години екипа за жал се растори. Ете тоа е. Не знам од кои разлози. Али многу битни детали у твој живот е запишуваш школу Вишу Лесковац. Да. Прво беше едну годину на технолошки, али бечарска работа, знаеш како е ја. Лесковац у тоа време бие убав град, што вика жив, динамичен. Лесковац се бие Манчестер у Енглеско што е, Лесковац се бие у Југославија тој време. Текстилна Све фабрики се работале. Све се работале, развиена текстилна индустрија у Лесковац, што ти кажа, за тоа е и средња текстилна јака школа и виша текстилна. Тоа е на нас уни професори предавале право да ти кажу од искуство, кои се работале у Вучјанку, Вучје, у Србијанку, у Лескотекс, тој су биле у Нитекс Ниш, у Памушни комбинат. Нас уни биле професори, тие посушни предмети, све луѓе од производство. Да. И су не пуно работа научиле. Едино професор кај ни беше у Словенију, имаше завршено технолошки факултет тој време, технологија, боење и штампање ни предаваше. И не тераше ми, баш чудно ни беше прв пат кога дојде у клас, у училницу. Вика, моличу вас, каже, да пишете латиницу. И ми, зашто, знаеш, кирилицу. Јас сум студирала, каже, у Словенија, таму латиница. Знаеш, и ми латиницу пишувам, али големи сушњаци беа. Еве да покажеме некои слики од Лесковац. А тоа ми е од апсолвентско, кад апсолвенти кад беме, да. Нема многу слики, а като овој, знаеш, одека имамо другари само, што сам дружија тетовчани, да. Какав е бие, кад се отише у Лесковац, како град, како ти изгледаше? Град Лесковац, голем град. Мислу за забавен живот. Забавен живот, види, Маце, парни вајлјак, знам, сеќам се дојде у Лесковац, тој ќе ми остане усеќавање, нема смо пари да идемо да го гледамо парни вајлјак. А сала пуна, лесковчани за музику исто. И седимо надвор го слушаме, тај сала, каде се одржаваше хала Нина, ту и Дубочица играше рукомет, јак тим беше, и плюс се сајам одржаваш. Значи, седимо на врата и сега, знаеш, слушани се парни вајлјак, али чуе Аки Рахимовски пое што да ти кажу. Али чуе си надвор. Увек е било, еве, знам и на игралиште кад да смо. 15 минута или 20 минута пред да заврши концерт, они ги отвори врата, знаеш. И ми тага, ајде да улегнем унутра, али публика, како публика тој време, Аки кажуе задња песма за вечер, задња, они сви бис, 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 и он ги понавља песме, па фактички пола концерт ми улегнамо и си га гледамо. Со тој бис, 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 3 сата концерт, он би на 4,5 сата. Еве да ги поздравиме твои другари од Лесковац, од Тетово. Види, друштво што се викал Куманово што смо биле, едно друштво е са кад идеш у Лесковац, нормално фаќаш друго друштво. Има само Струмицу што се вика другари. Митко. Кој на слика? Овој ми е Тошо другар, најболи што се вика, али беките од Тетово. Тетово.
С неја контактираш? И ден данаска, да, сак треба у јуни месец свадбу да прави, треба да идемо. С njega смо били у Будвуд на одмор, идемо. С njega и Владимир Јовановски, Беки го вика смо, njega ga немам на слику. Добре? Ово е Тони. Не, Тони беше на едно слику. Да. Четворица смо биле ми у стан. Прву годину ја като отиде, сам седеше у стан. Куде сте биле сместени, у центар или баш? Не, у Дубочицо населје. Дубочица населје, Нишка улица, Пазар ги е вија тој, Дубочица ново населје. Тој ги беше средња медицинска школа, над средњу медицинска школу дом здравје ги беше. Да. Многу во крај, а газда ни беше Аца Глумац га викас. У двор имаше едно како викендицу направено, соба горе, соба доле. И дојде време, деца очите да ме гледат у позориште, беше многу јак глума, знаеш. Даде ни карте, оно топло там у театар, знаеш, отидемо, а ништо, овој дома се, знаеш, ладно, отидемо там па заспиемо, гледамо. Исто и овој, кад си бија тамо у Лесковац. Тој ми е абсолвентска слика. Абсолвентска, да. Сек не знам дали имамо табло у школу, договоримо се другари, сек да направи точно свадбу, па да идемо, идемо и на виша школу, да. Да видимо табло дали су ни го истакнале. И мерак имамо. Да се го сликате тој. Зашто види, сек с мој жену, кад бем у Беорат, ја за овој кичмо да виду, викам, Надице, ајде да викам да идемо до Лесковац да виду овој, какав е, ја не мога да го препознам да ти кажам. Сек у овој месец беше, во октомбар. Имав упечатливо на Тому Здравковиќ има ставено споменик. Да, пред хотел Беорат, так беше хотел Беорат, сек е некој друг назив, али седнамо с женом ми да пиемо кафе, гледам, дом синдиката беше едно време, там беше кино. Сега нема ни кино, па како е нас, Козјак и напредок. Се испоменате, да. Али направиле га, значи, парк. Многу. Тоа е нешто, да. Ми смо ишле Мадера, имаше, се гледам и тај кафана не постои. Дубочица имаше кафана. Имаше пуно, но прочуено Лесковачки ростиш. Еве го да покажеме исто од Лесковац. Тоа е моја група, хемиска група, што смо биле на вежбе. Чека да ги кажа тие другари. Ово е Зоран, се забримо го, од Лесковачки крај, од Лебане беше. Овие две сестри су од Нови Пазар. Мерси и Мерсиката, како се вика, не знам. Ово е Мирсат, а овој е професор по математикот, Боголјуб Радивоевиќ, има и книгу од негово смо училе. Ово се викаше Лилја Врањанка, овој е професор по електротехнику, виши, он се сликаја с нас. И ово е Нусрет Радиновиќ од село Гусиње. Значи, тој смо биле, овој колешко не може да ми текне име, само забрави, она е Пирочанка ми се чини, или од Ниш, не се сеќам. Да, али овие професори дали су живи? Не, тоа е многу одамна. Они так бева постари, Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Кажамо дека стише по игранке, Корзо у Куманово е било препознатливо и тој го запознавате реклама, да. Вашу супругу. Баш пред рекламу се запознавате. Како се тој деси? Дали спонтано, дали случајно? Не е било спонтано, случајно. Не може да биде спонтано, прво треба да го пикираш, да го видиш, дали е убаво, да не можеш ти об труп, тој не бива. Каде електромагазин, саке вајда VIP, како тој смо... Да, тој саке има за телефони, тој е VIP тој. Телефоните беше електромагазин, тој е бил официрска бенза порано. И тој е било Корзо динамично. Корзо динамично, тој на Пладне, пази. На Пладне, они кад иде у школу, ја так го пикира, а она с моју сестру од тетку Валета на Томета Фризера Керка, они беа јаки другачки и денданаски побратимци смо. Што да ти кажу, јас не сум исти тој, дека... Колку сте биле време у веза?
А у везу си бемо 2 години и 3, ми се чини, а сак смо 40 години у брак. Значи 43 години смо заедно. Сегаш малку 45 ке славите. По 45 ке виде, да, и големи су ни, и деца и све. Види, тој пред рекламу, али она беше у друштво на Сашо Голинца, брата ми, али ја го пикира и викам, абе тој девојче упо у друштво ни е, и запознаване Сашо. После више ја наступам и прво идење ни е било, не знам дали се сеќаш ти помладци, у салу се отвори диско. Да, у спортско салу. Дали Далавера го држеше, не Да, знам. прво диско го држаја Драган Далавера, а после не знам кој. Не, диско не е у Кристал доле. Не, у спортско салу. У спортско салу, да. А овамо од Зука, Драган и Далавера го држеше у Кристал, смо јам исто доле. Исто со супругу, со женом ми. А много на гитаријади иде смо со нјом. Гитаријада у Соколану ка се одржаваше и у гимназија. Да. Еве исто дека сте били малку покрупан. Ово е сак брзо, мислу пред Свети Стефан на плажу. Да, Свети Стефан. Пошто синче има тамо стан у Рафаиловиќ и у Будва и си идемо со жену, па да ти кажу право. Да, убаво е. Многу. Убаво. Пошто ја на море иду од 75 годину, пошто банка нели имаше куќу тамо на 3 спрата и преку банко сам прво иши у Тиват. Али една анегдота да ти кажу, така доваѓа со деца с братимени градови, ја прими 2 деца коде мене на Спања, од Тиват. Да. Анđelko Ано и Фрањо. Кад дојде време ја да иду у Тиват и ги њима наваѓа, после толку година, знаеш. Да. И тај Анđelko свиреше у едну групу и ми од банкарски деца, кад отиде смо, имаше еден хотел Тиват, гледам сега више и тој растурено, нема ништо од старо Југославија. Он у Тиват свира со живу музику, а ми идемо, тој беше Селјаново, каде беше куќе. Отидемо у Тиват, прво хотел Мимозу, испиемо, так Љубиша на Шемче и сестра му, Трајче на тетка Миру и на Драгита Мунета, и Сонја, сестра му, ја и сестра ми, Страшо на тетка Љупче, исто Страшо, почината ми се чини, работеше у културен дом, Страшо за музика, ако се сеќаш. Да, Страшо. Жена му Софи, она у фонд за здравство работеше. Тако ли ќе биде? Да. На тога Он почина доктора од корону човек. Од корону или Страшо? Да. Пуно банкари. И прво испијамо пијачко. Многу сам ја имајаме рак на живу музику, право ти кажу. Нема тој овој, на живу музику. И после кажу му на тога, пошто е гужва голема и тој Анđelko свиреше на синтесајзер. Кое време ќе дојдете, викам, околу 10-11, а сал не чека. Еве ваша една фотографија со ваша супруга. Тоа е дали у Беорад, дали не знам, она боле знае. Некоја седенка. Да, седенка. Дали е свадба на сестру, не знам. Имаше Да. убави успомене. Ама кратко ви трае емисија, ја не знам, многу има да се збори. Сад типол, идеш по војску, Охо, ова е голема работа, Бога ми, бие си у Титово. не, јас сум бијал у Не у Кардиско Титово Гардо, дивизија. него прво си био, пардон, у Белу цркву. Шофери бемо, јас Еве сум, ова е слика. тоа е заклету кога смо давали у Белу цркву. Да. Овој не е од војска, Да, да. тоа е не. Тоа е заклету у Белу цркву со момета Гуму. Момчил Антевски Гума. Антевски Гума. И прво с автобус дојдемо у Беорад, идемо Звезда Хајдук гледамо прво на, пошто онга Беорад знаеше, таму и учеше ми се чини. Вика Да. гора не кидемо, а кокошку печену бемо ни замотале од дома. И на стадион Звезда Хајдук игра в куп, многу ладно, а ми седнамо си баш на централну трибину. Тоа е било кој година? 80... 84 година, новембар месец. Кокошку једемо туја и идемо за Белу цркву и на лјато син не се чека. Да. Горан, на лјато син. Горан. Он работеше у тај сервис. Еве да покажемо на брзину вие фотограф. Тоа е каде ви прекоманду у Беорад. Прекоманду у Да Беорад. се пофалу дека од 800 војника у Белу цркву, јас сум најбољи оцени имаја на полагање за С категорија и Е категорија. И тоа треба се каже. Да. Еве овој од... Тој е примерен војник, тој у Беорад го зема, пошто дојдева еден подполковник од Белу цркву не зимава, кои су меѓу боли шофери, јас сум возија команданта на прву гардиску механизовану дивизију. Тој кажуваше тој мој генерал дека ми сме увек први, значи тој на прву армиску област. Каса на кој ви било на Бањица? Сад на Топчидер, не. Топчидер, да. Топчидер, тачно Топчидер и ограда не е делило со гардисти на Дедиње. Да, еве. Али ми сме биле
елитна единица, да, тој значко кад ми дадева, пред да се пушту, овој е масе, овој задња парада што се одржувала у Југославија, тој 85 година. Дан победа 85. Ја не сум бие учесник, али сум нон-стоп бие, пошто овој мој генерал тој све гледаја да искочи со главна, значи како овој. Со овој техничка служба ќе те пушти полиција каде скупштина што е сега, мислу сега е за Србија, да гледаш параду, те такој 3 метра од тебе 4. Али на оружање што сам носија, и штафета на младост и све. Штафета на младост. Све е било убаво. Еве дадеа ми почасну карту. Тој ќе дан младости на ЈНА. Тачно штафета каде го носив, јас сум такој седеја до штафету и ме час било да ти кажу право, а Дуле професор ги донесе тако од Куманово и на Вождовац со спале. И џабе не вика Горане дека војска е школа живота. Кој што сака нека збори. За жал денеска нема служење на војни рок, што е голема грешка. Овој генерал што сам го ја возија, он збореше, знаеш, у кола со тие негови старешини, вика, многу вика родители грешив, што вика кидеш у војску паметки ти дојде. Не вика. Ти од дома треба културу да го донесеш. Ако дојдеш у војску да ти го дотера памет, она може повише ти. Треба од дома вика васпитање да си го донесеш. И ќе бидеш и добар војник и се. Али сега ќе мора да се вратиме малку назад. Само овој да се повалува, овој су ми дали исто карта, овој генерал. Да, овој е Звезда Динамо Загреб. Звезда Динамо, та купка се играше, да. Па предигра финале омладинско купа, Војводина, Нови Сад, Хајдук, Сплит. Види, тој, а Звезду сме го гледале многу, Панчо беше таки најдевски тим, 85 година. Так дојдева они. А мој брат од вика Љупчев, што разборувам, он беше поручник у Ваља, он е бие баш учесник на дојдева од Ваљевску единицу, каде нас у касарно спава. Али пред да се најдуја со njega да се видимо, на Обреновски пут врши се проба на параду и ја проваѓам со возил, Ласкону возеше тамо, и мој се, и он колку е висок и поздравља со неговога мајора од Ваљево. И кад ме виде мене у кола, не се знае. И после вика, овој мој брат нема везе, вика, од академија завршено, вика, а дојде време ја да го поздравља у войска. Скроз на крај да спомнеме за твои речи и после акцент за твоју деца ќе кажемо. Ово е интересантна фотографија, историска фотографија. Историска, сак ја не ги знам, Чичо ми сега знам, Вуле милицајас ми кажава дека е Војо на Даку, како татко, да. Сега Радко Сликар е еден од тие, а овој тога петога не знам. А Вуле милицајас таке бие вајда реонски милицајас, а овој е пред Фото Малински изгледа стика. Фото Малински, да, стара фотографија. А он е бие у тој задругар, туј е работаја Чичо. Фото задругар. Али тај генерација, а се училе занат куде доту сликара. Еве овој да видиме, овој е 600 година. Да, фото око е туја. Радко вајда сликар, Војо и Чичо ми е тога не га знам тога што ми га. Војо може да он ми ги даде слике. Може да го знае, да. Не е лошо и njega да ga викнеш во емисија, он постара генерација на кој 80 кусур години, на кој 90. Добро. Ќе ми дадете контакт, ја ќе му се јавам. Може да отидеме до njega дома. И овие две фотографии мора да ги спомнеме. Овој твој татко, каде бија неуморан у работу, каде работае. Тој е на сајам кај су земале, тој дали сребрена плакета е било. Еве га соло директор, тој е Моме Вепар, татко ми. Овој су путници, вајда, овој ги бие комерцијални директор Радовант, како се ми директор. Тој е на Београдски сајам и се чини. Да, исто и оваа слика е многу. Ета е штафета каде доваѓала. Штафета у Куманово. Тоа е било измеѓу Киров Етак, вајда на паркинг направена тај бина и тој е на жену татко Панич и мој татко и пуно има тој, еве га драги црни тие директори. Пуно има. И свако доваѓање у штафета е било празник за град Куманово. Голем празник е бил. Голем празник. Па и Тито кога доваѓаше голем празник беше, да. Најголемо богатство на свако родителја су деца, на наследници, каде што родител се гордее со нима, а ти, Горан, и твоја супруга Наде се гордеете со твои деца. Чека, од Надета покажамо ли слики? Покажавам. Добро.
Еве, твој син живи у Америку веќе неколку У години. Мајами е он 12 години. Како на се викаше Флорида. он? Дејан Кузмановски, Дејан, Кузега. да го поздравимо. Еве стиха од Америку Тој е пред Белу куќу у Вашингтон. у Вашингтон и каде покушаја да го развие македонско знаме, тамо вика тато не дава да се развива знамење, али ја успеа малку да го развију знаме и одма му кажале да се трне, знаеш, вика. Да. А има завршено у Софију, заврши економски факултет и е 2 години преко, мислу, тој е како агенција ќе дојде, 3 месеца работае у Америку и после кога заврши факултет отиде си у Мајами. Као што работи сега во Америку? У Америку работи тартуфи моментално ги работив. Добро. Со тога газда има еден газда од Истру, ајде му е хрват. Добар е со Трампа, имаше една слика со Трампа со Со претседника на Америку, добро. Да, да. Браво. И ги сваку годину вика, не знам има ли, на прием, еве го овој му е жена, сако не кажuje, али живи си 3-4 години, од Италија, од Сардинију е, Како се вика она? Рафаела. 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 И... Поздрав до нима двојца. Да, да. Како? Поздрав до нима двојца во Поздрав, емисија, да. Чуемо се ми на Вибер. Он прво е како конобар работае, па биднае шеф на конобар, али вика боле да се вратиш многу бакшиши. Овој успеа дете, што се вика свака му час, успорти си Станче у Будву, Рафаиловичи, и захваление на njega, ја и жена ми, пред пензију фактички, после пензију, И си уживате таму. да уживамо, право да кажа. И редно е да уживамо више. Да, еве овој некој пехарче. Најбојли тројкаше у Мајами. Многу, значи кошарку, а и тенис. Сака кошарку. Кошарку, значи, само што еве активно не се вој, али професионално не, али овакој аматерски, значи нон-стоп. И највише тројке да ја Ово е- надпревар, а ово е помосин. А Да, и и они njega da со ga spomnemo. и со njega се дичимо. Он е програмер, има завршено природно-математички факултет, оженете, жена му од Прилеп, унуче Мила се вика, Мила. али малечка е. Малечка е. И оште нека порасне, па баба и дедо ќе ушето. Сак него многу изведуе. А еве овој када Тоа Нешто Мајами Опен. Сак моментално Мајами Опен. Нон-стоп ми праќа стике на Вибер. Значи сваку утакмицу го гледа. Вика, стави работа, али за спорт, а еве го групна слика кога те добие пехар. Види сега, он вика тато дека у српска организација таму. Све со овие српските спортисти, тој га Срби оноди организира. Али он вика ја беа му пратиле жут дрес наш македонски, и он еве земаја е пехар, па си га жут дрес облече. И македонец га представив, најболи тројкаш у Мајами, Браво. Дејан Кузмановски. И тоа е маце друго што сат и 43 минута мора да го завршуваме. Обично емисија ни трае максимум сат и пол, али овој пошто е ово имам да интересантен збориме разговор. многу. Продолжимо ga. Сега остануваш у пензију во октомбар Сак на 1 октомбар, и после кога ќе легнеш у пензију, друг начин на живот. па Бога ми друг начин ќе гледамо, сак идемо со жена до Лојзе, натам наам. Шеташ Движимо се, активан да. си. Шетамо, те на Кейте, ој у Лојзе си отидемо, воздух барем се дишемо, ја прави операција, многу не смем сак да работу. Али одвај чекам да ти кажу право да биде лето, ќе си фатимо Будву, На море, да, Филовци, да уживате да. малку. И доктор ми кажа пливање и само чекам право да ти кажу. Сак сам правија некои терапија такој. Имам одека операција на кичмену, овој вратно кичму и така. Фала ти што беше гост. Фала и на Посакувам ти вас. многу здравје. Овој на ми е тебе, на мерак да твоја ти кажу фамилија. право да го спомнам Поздрав. моја фамилију. Да. Скромна фамилија е било. На тај дел на град гледам ти повише ги такој центар га онодиш. Малку и тај дел да го проширимо, да, Тако е. да го Прифаќамо познаеме. сугестија, да. Така е. Фала ви за пажњу и посакувам ви се најбоље.